Разговарам со Бојан Кордалов од Европскиот центар за извонредност. Добро вечер, Бојан. Добро вечер, благодарам за поканата. Погледнавме во самиот прилог, денеска презентиравте едно истражување и публикација посветена на евроскептицизмот кај младите. Што содржи овој документ? Дали само голи факти дека младите веќе не веруваат дека земјава има европска перспектива или има или некаков патоказ кој треба да не врати на патот дека има надеж? Од она што многу анализи го покажуваат и особено публикацијата за која што направивме посебна анализа, јасно укажува дека младите се за ЕУ и не гледаат алтернатива. Значи нема дилема. И на прашањето како ја оценуваат ЕУ и на прашањето какви придобивки имаат од ЕУ, тие се апсолутно позитивни. Над 70-80% кажуваат за Еразмус програмите, за можностите што им ги нуди Европската унија. Тука нема дилема. Меѓутоа, она што е автентично и се забележува е дека ја губат надежта дека во брзо време ќе станеме земја членка која што е дел од унијата, а со тоа сака да кажа дека нема да ги имаат лесно оние придобивки кои што нивните врсници ги имаат од странство. Знаете, денеска е динамично време, дигитално време и тие многу лесно можат да видат со овие програми, со овие ефтини летови, како се живее во Германија, во Франција, во Португалија, Романија, Бугарија, Хрватска, можат да работат во текот на летото, едноставно разбираат дека многу повеќе им должиме на младите луѓе како перспектива во земјава. Што е причината што секој втор млад човек според истражувањето не верува дека земјата има европска перспектива? Дали причините доаѓаат од внатре, од состојбите дома? Главната причина која што веќе сите идентификуваат, особено младите луѓе, е корупцијата. И тоа е јасно кажано, над 80% гледаат дека корупцијата им ја јаде иднината, сегашноста иднината. И тоа е сериозен проблем. Сега да не се подсетуваме на неубави работи, меѓутоа тоа е реалноста. Трагедијата во Кочани, автобуските несреќи, бродски несреќи, случаи на онкологија, горење на депонии, горење на магазини со батерии, можеме да редиме 101 и назад. И веќе е јасно на сите млади луѓе дека тоа станува збор за системски проблеми. Можеби не е некој дека намерно ги создава овие работи, но очигледно е дека постои системски проблем кој што се нарекува корупција. И дефинитивно тие бараат ова да се отстрани, да се реши. Заради тоа што знаете како предолго сме изложени на нешто кое што однатре не јаде. Да, постојат објективни пречки, постојат објективни преговори и работи што треба да ги направат властите, меѓутоа дури и се да се случи утре. Тие скандали и тие случаи кои што ја еродираат целата земја, ги еродираат условите за живот на младите луѓе и на сите луѓе во Македонија, нема да исчезнат. Јас имам чувство, а тоа се гледа и во анкетата кај младите луѓе, дека некако со ваквите работи како некој однатре да не си ја сака земјата. Знаете, 4-5 пожари во текот на летото, во чисти еколошките месеци кои треба да бидат, се случува да не може да се диши, ниту да не се излегува, камоли да се трча спортове и така натаму. Понатаму разни културни опции, разни опции кои што стојат на располагање ги нема. Така што младите луѓе јасно идентификува една клучна работа, дека секој кој што не работи на интеграција на земјата во Европска унија, очигледно дека и дава ветер во грб на корупцијата или пак можеби профитира од корупција. Добро, Бојан, оваа генерација на млади луѓе сега е родена после почетокот на нашиот пат кон Европската унија и практично некои од нив и не биле родени кога сме го добиле првото вето на евроинтегративниот и евроатлантскиот пат на земјава, така што се сведоци на се ова што и однадвор се случува. Колку тоа ги обесхрабрува, што гледаат дека константно општеството, државата, граѓаните мораме да правиме компромиси за да мрднеме чекор напред, додека кај некои други држави сето тоа одело многу побрзо, без одстапки, дури со брзи траки и така натаму. И колку тоа не е можеби главната фрустрација кај оваа генерација на млади, дека премногу мора да се жртвува за да се добие нешто што можеби не ни е јасно што точно ќе значи. Да бидеме реални, младите луѓе како причина број 2, еднаква со причината број 3, ги даваат и билатералните спорови. Меѓутоа, тоа е 60%, на исто рамниште, со исто толку процент, 60% се и нефункционалноста на институциите. Меѓутоа, за овие млади луѓе, за овие генерации денеска речи си да не постојат спорови. Можеби не се родени кога почнал евроинтеграцијскиот пат, но се родени кога почнала визната либерализација. Кога work and travel програмите станале секојдневие, кога Erasmus Plus размените се буквално секојдневие, кога ефтините летови се реалност и кога мобилноста, како никогаш досега, за нив е отворена. Кога ние сме биле млади, или кога нашите претходници биле млади,
Тие работи се идентификувале со визи, со скапи летови, со спора мобилност и така натаму. Така што несомнено младите луѓе бараат нешто кое што го заслужуваат. А тоа е да им се овозможи не пречи на иднина и не пречи на мобилност и права, како што ги имаат нивните врсници. Сега кој да го оствари тоа, се разбира. Затоа и препораките се такви, мора да го остварат заедно националните власти, заедно со Европската унија и европските институции. Ние како граѓани малтене, освен што имаме право да гласаме на избори, друго и немаме магично стапче да промениме. Кои препораки им ги давате на властите, на оние кои се носители на одлуките и нивни спроведувачи, за да се намали овој евроскептицизам, односно се врати таа доверба кај младите, дека може Македонија да оди по една патека која ќе доведе до тоа и тие да живеат исто како нивните европски врсници. Јас сум многу охрабрен од дебатата денеска во Собранието, бидејќи пратеници од различни политички партии, од различни коалиции, навистина покажа дека сме на иста страна. Под број 1 дека евроскептицизмот е проблем, кој што е проблем за сите, бидејќи знаете како многу често ние како да избегнуваме да сватиме дека оние реформи што Европска унија заедно со нас ги работи, не ги бара, ги работи заедно со нас, е наш интерес. Ако ние имаме квалитетно здравство, тоа е интерес на нашите македонските граѓани, тоа не е интерес на граѓаните на Шведска. Или ако ние имаме средно образование, чист воздух, ако ние немаме корупција која што ве оневозможува да си завршите основни шалтерски работи, тоа не е интерес на Париз или не знам на Мадрид. Тоа е наш интерес. Значи средена држава по европски терк, по европско законодавство, интерес пред се на Македонија, секако и на Европската унија, бидејќи заедничка е целта. Така што клучната работа е дека наистина постои охрабрување во тој дел. Што е она кое што треба да се даде како совет е дека младите мора да бидат дел од агендата. Најмногу, тој му го кажав и во Собранието, мене што ме натажува и ме обесхрабрува, не е прашањето дали сакате да работите, учите, студирате во странство. Тоа е сосем окей. Значи, млади луѓе кои што, например, ќе запишат на Сорбона, ако се вратат и го примена знаењето во Македонија, тоа е предност за Македонија, или млади луѓе ако одат 4-5 пати на work and travel, дали е се надвор да речеме во САД или во Германија или во Грција, Хрватска, кај сакате, тие тоа знаење ќе го применат тука. Замислете некој во Шведска млад човек кој што работи во IKEA, во представништвото, тоа е многу голема предност. Меѓутоа, проблемот е кога ќе ги прашате, а многу анкети тоа го покажуваат, дали би се вратиле назад. И кога 70, 80, 90% ќе ви кажат не. И тоа укажува дека мора структурно да се менува. Мора да се направи држава померка на младите, а тоа значи померка и на повозрастните и на нашите генерации. Заради тоа што вие кога правите мерка по интерес на држава померка на младите, правите држава померка на сите. Заради тоа што денеска мора да се сменат работи, бидејќи вака не оди. Не можете во денешно време да кажете дека како што беше случај пред 3 месеци не можете да го изчистите ѓубрето. Или денес како ги изчистите, поминав пакетот, навистина изгледа импресивно, дека тоа нема да биде систем кој што никогаш утре нема да се промени. Бидејќи не е само да го изчистите денеска. Ви мора да имате систем како никогаш да не се натрупа ѓубре, систем како никогаш да не се расипат јавните услуги, систем како да само од себе креира. Внимавајте, зборуваме за сијалици, зборуваме за чистење, зборуваме за нешто што се основни работи. И сега вие новија генерација млади луѓе кои што со еден клик прават видео на разни апликации, со еден клик патуваат и купуваат карта за секаде за ефтини пари, да им кажете дека не можете да ги средите работите во година или две, навистина не ви проаѓа. Велите дека биле респонзивни учесниците денеска во Собранието, претежно беа млади пратеници, да речеме една понова генерација. Имаат ли тие глас во рамки на своите партии? Дали можат да се пробијат нивниот став да го пробијат до онаму каде што треба? Кој ги носи одлуките? Имаат ли тие доволно влијание? Јас верувам дека секоја активност прави свое влијание, секако дека хиерархијата во партиите е важна и не може помалку важна да биде, повеќе важна биде улогата на пратеник отколку лидер на партија. Меѓутоа, во органите и телата секој е важен и во нашите активности како Европски центар за извонредност, но и претходно во активностите тука ние секогаш сме работеле со доверба во луѓето. И тотално малку ни е важно кој е на која позиција, дали е денеска лидер во партијата или пак можеби е пратеничка и така натаму. Секој има своја улога, вклучително и владиниот сектор, вклучително институциите. И тука мораме да разбереме дека промената се случува на тој начин. Вие да имате денеска во Собранието 15 на пратеници од различни политички опции, заменик министерката за европски прашања, граѓански организации, потоа одлична кафе средба со младински представници
укажува дека луѓето и чинителите сакаме сите заедно да промениме работата. И тоа е духот. Дали постојат пречки, постојат. Дали постојат институции, политичари што треба да ги решаваат, постојат. Секој политичар, секоја политичарка и во Македонија и во Европската унија е избрана за да решава проблеми. Председател на САД веројатно не сака да ги решава светските проблеми, меѓутоа создава планови во точки како да се решат. Председателката на Европската комисија верувам дека не сака да решава трговски проблеми или пак проблеми на тарифи, седнува и ги решава. Не вели ова е многу тешко, ние сме разочарани и тоа е тоа. Едноставно проблемите мора да се решаваат. Невладиниот сектор е тука да советува, младите се тука да притискаат и да бараат решенија, политичарите што добиле власт и добиле доверба се тука да наоѓаат решенија. Така функционира системот, светот функционира така, Македонија не е исклучок. Истата публикација и истражување го презентиравте и пред европарламентарците. Чинам дека заедно со европретеничката Ирина Јовева имавте настан. Каква е таму перцепцијата? Постои ли загриженост за овие трендови на евроскептицизам кои, да се разбереме, не се само во Македонија, туку на целиот Западен Балкан? Имајќи можност да сум работно ангажиран во Брисел, можем да ви кажам дека во еден месец имаше 7 настани кои што таргетира или разработуваа тема проширување на Европската унија. Од кои што 2 беа на ниво на Европска комисија и Европски парламент, вклучително и нашиот. Значи, проширувањето навистина е тема. И ние сега можеме да кажеме, се согласуваме, не имаме доверба, но фактите се факти. Тоа се случува. Така што и тоа како сега е моментот, споредно со пред 3 или 4 или 5 години, кога имавме земји членки кои што се противеа на проширувањето, кога имавме анкети каде што велеа дека земјите членки не се подготвени да примат нови земји, денеска и тоа како под влијание на агресијата во Украина, под влијание на се она што се случуваа како кризи, но и разбирање дека навистина европскиот пазар, доколку биде побогат и за други 40-50 милиони на луѓе, ќе биде многу посериозен и поинтересен за сите светски играчи, проширувањето стапува на агенда. Меѓутоа, тоа е процес кој што бара реформи. Повторно ќе кажам, реформите во сите области не се насушна потреба на ЕУ. ЕУ не и треба да има брз транспорт и еколошки автобуси во Скопје. Мислам, заради тоа што таа во своите главни и останати градови има добар транспорт. Не и треба на Европа, не знам, да има какви градинки опремени или да има какви стандарди на воздухот. Тоа го прави на дневна основа. Нас не треба или гасификација до секој дом да стигне газ како не би се загадувал. И така натаму. Значи, едноставно тие работи мора да разбереме дека зависат од нас. И од тука препораките кои што ги дадовме неслушено, прво ги дадовме во Брисел. Заради тоа што сакавме да кажеме дека имаме идеи, имаме решенија кои што заеднички, рамо до рамо, заеднички активности на европските и македонските, но и другите институции на Западен Балкан и другите кандидати, ако ги спроведат и се фокусираат на младите, ќе добиеме сите многу подобра перспектива иднина. Мислам дека ова ќе биде моментум кој што ќе трае неколку години и кој што зависи од секоја држава како ќе го изигра до крај. Ако сето ова не ги преземеме чекорите кои што треба, веројатно се повеќе млади луѓе ќе одат во оние европски метрополи каде што има организиран еколошки транспорт, градинки и други услови подобри за живење од оние кои ги имаме тука. Во тој контекст, како ги оценуваш напорите во моментов кои што ги прават властите во земјава? Има ли според тебе некакви изгледи дека може да се придвижиме од ова статус-кво? Апсолутно. Јас и сега и секогаш сум оптимист, особено со тоа што за прв пат се вели дека ние мораме да ги средиме реформите заради нас. И тоа е многу битна теза и наратив кој што оваа влада го прави. Меѓутоа, во исто време се знае дека ако се сака да се направат промените, треба да се спроведат сите обврски кои што произлегуваат од договорот со Европската унија или пак да не се направат. Меѓутоа, патот е тој. Меѓутоа, дури да вие ги решите уставните промени, реформите остануваат. Дури да ги направите уставните промени, прашањето со отварањето на уставот остава. И тоа се фактичките состојби. Може да не се допаѓаат, може да не се допаѓаат. Може да сметаме дека е праведно или неправедно. Патот е тој. Изрела држава, 35 годишна држава, кажува што се очекувањата, што се барањата и кажува ќе постапиме вака или онака. Ова се предностите, ова се последиците.
Така се гради имидж, така се гради рейтинг, така се гради држава. И на крајот на грештата јас и во ова студио често кажам, сакам да го кажам и сега. Македонија е земја членка на НАТО. Значи ние не сме како пред 10-15 години. Ние сме сериозен играч на сцената. Зошто тие работи не ги искористиме? Зошто не се однесуваме многу повеќе како земја членка на НАТО? Останува прашање на стратегијата на политиката. Бојан Кордалов во тема на денот и благодарам Бојан за вечерашното гостување и оваа анализа.